Значи здрава на сите. Видеото е по повод многу пораки кои што ми пишаа у паника што се случува со криптоберзата, дека се изгубиле сите пари. Значи ставиле $100, били на 50, ставил 1000, били му на 500, нели просто сега кажувам фиксни. Ставил 10.000, били му на 5.000. Значи изгубиле парите, да продават ли за да не ги изгубат и тия. Разбираш, значи луѓе до вчера кога биткоин и сите други криптолита, вие највише верувавте у тоа, постиравте слики, постиравте видеа, постиравте линкови. Мал краш, човече, 50% е смешен краш, човече, у криптото. Смешен. Значи, ако следите да вземете на еден Google, да изгуглате назад от 12 години, ќе видите дека нон-стоп се случува тоа. Имате па и видеа, не мора да чекате ја да ви кажам, имаш видео, пишеш, и ја ги постирам, имаш на YouTube. Пък ако ми речете, брата бе, ние не знаеме кой да ги пратиме на YouTube. Значи, пази, ти улагаш $10,000, $5,000, така. До вчера не имахте $100, ама днес улагаш $5,000, 10,000. Така, ако ги изгубите, изгубите. Луѓе, то са сериозни суми на пари. Сериозни суми на пари. Майка ми колко взима? 3.500 евро на година. Смета она да рече, айде сега ќе ставам аз 10,000 евро. Така, ако станам богата, станам. Ако не, здрави. Джаби съм работила 3 години. Не е проблем. Че луѓе, научете се да не чекате на готово. С злоупотребата е готово, што на секој ви одговарам. На секој си губам времето, нели? Мислам, за секој други губење време, за мене не е губење време да ви споделам искуство, ама губење време ако ја ви кажувам што да правите, вие само чекате на готово. А тука да натиснам, тука да натиснам. Земете отвор. Ние еден од тие што ви прашав по-тајно така, што сте инвестирале големи суми пари, од како им пишавте на мене, ние ден ги нема изгледано сите видеа што сум ги постирал. И кој ги прашувам зашо не ги изгледавте, брат, кој ќе гледа саат време, кој ќе гледа пола саат време. Значи па се враќам на таа кафе шема, нели нон-стоп што провоцирам со неа, че на кафе може да седите 2 сата и 3 да правите бош мобет, да оговарате, да плукате, истата политика да правите 37 години мобет, ама немате време за нешто што сте уложили $5,000 или 10, што сакате да станете богати, немате време да седнете да го истражите. Другари, тоа одлика на... Значи треба да ве врегам. Значи да вземеш парите без разлика дали си ги земал од мајка ти, од татко ти, од баба ти, од дедо ти или си ги спечелил негде до странство и да си играеш комар. Не е ово спортска бе. Да вземеш билтено да седнеш у кочени кои тие таму 37 години седат и мислат дека и секој се за една нели промашена. Значи, ни еден од нив не е станал милионер, ни еден од нив не е направил пари. Секој ден се заедно, секој ден споделуват информации, нели за таа спортска и за тај кажи го покер и за тие машини и тамука. И никој нема направено пари, сите само губат и замисли си, сите пат трчат да уложат со следат некој сон што е непостоечки, што е фантазија комплетна. Погледни у крипто свет од 12 години се раѓаат само милиардери и милионери. Дури и луѓе што прават сериозни суми на пари 100.200 и е доста да отвара бизнис. Нема стресови, нема тридување, нема уложување, улава у бизниси си, оде на бизнис. Има и многу луѓе познавам од разни држави, у Америка кои што станаа по $200-300 и си отидеа живеат на фарма. Да, инвестираа у земјоделие, инвестираа у одгледување на животни. Значи без стрес, без ништо. Значи, што сакам да кажам? Како може да си ги фрлите парите на глупости или јаоти сум ви речал така, без да истражите? Без разлика, вие сте ме запознали на интернет, јас сум им прикажал $1,000,000, ама и вие одеднаш као му упаѓате, пошто јас сум покажал. Не бе човек, ти треба да ги истражиш тие коини што ти кажал. Разбирам дали дека ако вие ја од како ви ги кажав коините и ги истраживте, вие ќе начекавте и падо ќе улезевте на поевтино. Че ако виж ти си улезел на скапи цени, ти треба да истражиш преходните цени кои били на тај коин. Значи, кога е, дај ќе се сруши назад. Значи, што е финтата, вие одите all in. Не бе, тоа се улага секој месец, секоја недела, секој нареден месец, секоја наредна недела, секој нареден ден кои ќе ви останат екстра пари, јас извинувам се, јас само што вечерав. Значи, кои ќе ви останат пари што не ви треба до наредните 2 години, што ги трошите за глупости, купувајте си од тие коини. Правете го тоа, значи ја имам искуство. Наместо што сум ги трошил за глупости, јас сум инвестирал и сум стигнал до милиони. И сега сите ми пишуват, другараве,
Пола милион си сега. Да, пола милион падна. Бея 760, падна пола милион. И ми викат, ти изгуби. Що не продаде на милион? Значи, другари, я не съм комарджия, за да продавам на милион. И аз съм инвестирал ово на по-дълга релация, защото знам, защо съм инвестирал и знам кой ценики ги имат тия коини у еднина. Що не е коини? То е технология. Вие сте инвестирали тия шит коини, како Dogecoin и Shiba, кои што да, направија некои милиардери, земали од мама и тато таму пари, фарлили ги 8 или после 5 години направили пари. Значи, да не се повторам, нели, тоа какво видео више правив со тај Shiba и со Dogecoin и само ми ги бришат од Facebook, затоа сега ќе ги аплодирам на YouTube. Значи, како финансов советник ме смета, нели, самиот алгоритам на Facebook и ми го килне видеото. И да го постираш после со намалена и да пробам да го снимам назад со намалена резолуција, најчесто ги бришам, нели, поради едно просек 30 минути видео на таа, нели, на таа резолуција од Samsung ваде 30 минути само видео. Не можем да снимам повише, пошто имам, нели, други работи, видеа и информации што ги чувам, не ми се за да ги префрлам на компјутер или во storage. Значи сакам да ми бидат нон-стоп, нели, available. Значи, што сакам да кажам, моите пари се на пола милион, ама ја не сум изгубил. Значи, вие треба прво да знаете математика. Значи, ја ако сум уложил $35,000, еви највеќе нека се $40,000 за овие 4 години, две сум истражувал. Значи, две сум истражувал, купувал сум нешто ситно, да видам технологијата како работи и сум уложил после, почнувам 4 години стрикно да уложувам и уложувам негде. Ја не сум милиардер тука, никош не сум се отделил, нели, од да го јадам наобалото и да се облечем од нормалното или да шетам. Че колку ми е останувало на страна, сум го уложувал. Тоа е негде 35 до 40 хиляди. Така ли? Значи, ако сум уложил ја 35 до 40 хиляди, сум стигнал милион, и сега се пола милион. Значи, јас сум направил негде $460,000 профит. Значи, јас не сум загубил ништо. Јас сум закупил некоја виртуелна бројка која е била милион, сега е пола милион. Значи, сега утре да земам да ги кеширам, што не ми е намера, ја у кеш не верувам виши. Значи, ја не сум на загуба, сум уложил 35-40, а сум направил 460. 460,000 профит. Да се надоврзам на тоа да не забравам, значи, зашо не ги кеширам. Значи, вие тие сите што дури сте на економски, колку луѓе до сега на економски сум правил мобет, вие поема немате за кеш и плюс тоа не знаете дека у цел свет само 8% е кеш, оно другото се е дигитално или у некои други форми. В Америка е 10.2%, ако не се лажем, 10% е само кеш. Другото 90% е дигитално или от други валути, от други, нели, средства, какво се вика, не знам, стручно се изразам. Значи 10% е само кеш. Вие от тая толкова кеш ще верувате и например, ти ки ме рече, купувай си злато, я злато верувам. И ще имаш от злато, брат, дома, на бабата и обечките ще ги имаш продадено и тие не ги чуваш. Що има то злато? Какви сте глупости да купам злато? Ако купив ја за $40,000 злато, и кога ги се местам ја до сега от 3 стейта си им преместено. От Джерси у Майами, от Майами у Сиетъл, сега па назад Джерси. И какво мислите това злато да го носам натаму на? И колко това злато ми направеше профит? За 40,000? А колко ми направи крипто? Че първо трябва да знаете математика. Да знаете, я, например, биткоин съм го купил на 45,000 съм вложил, аз съм го биткоин купил единия ми на 3,200, другия на 6, другите ми са на 8,200. 8,200 просек. Биткоин е 36,500. Какво съм загубил я? Какво съм загубил иако е паднал 50%, какво съм загубил я пари, която съм купил на 3200, другия на 6 и нещо, нали, съм ги състовал по степени, аз съм ги купил кеш. И аз съм верувал дека нели ќе падне па на 3200 и съм направил тази грешка, ама съм знаел дека која е нели сума, па съм го нон-стоп купувал. Не съм чекал колко вас леля, дали ќе падне, дали няма да падне. На края на месеца купувам. Пресметал съм тая 3200, другиот измеѓу од 6 и 8 колко се движи, а на края на месеца вземам колко ми останат, бам, 100, 200, 300, 500, 6 и съм го билдал. Пагял е, отдилен е 8, отдилен е 10, отдилен е 12, па е пагял на 8. Мојот севкупно съм го успял да го составам на 3200, на 6 и нещо и на 8 и нещо. Сите тия биткоини ще съм имал. И аз съм имал и 20 биткоини. И ако знам нели биткоин која сума ќе одигра, сум пресметал дека јас тия биткоини треба да ги сменам за Ethereum. Разбираш? Другиот биткоин сум пресметал дека треба да го сменам за Cardano.
Или за Cardano уствари не съм сменил биткоин, то беше 0.40 какво направив, той е друг трейд, той е нов, али уствари съм улагал нов кеш и с биткоин съм го минувал у други коини, които съм го тестирал, които съм платил данък. Значи аз само ако пресметам данък колко съм платил у биткоин и тия берзи го държат, всеко е префалование от берза на берза, ти взимат у биткоин. Значи сметайте, они тази биткоин го чуват. Сметайте, и аз ако съм прил трансакции на 3200 и са ми взимали по 10, по 20, 30 долари от биткоин, сметайте сега колко тия берзи са направили профит. Ако тогава се правили профит от милиони или милиарди, сметайте сега колко пари имат профит от това, че са го чували само трансакциите. Те ги чуват коините. Редко ги минуват, например, ептено криза, ако трябва нещо, ако е даун, да платят вработени и там инфраструктура да покрият. Значи, що е финтата? Значи, я не се плашам, гледаш, изгубил съм пола милион с вашата математика. У моята математика, я не съм изгубил нищо. Нищо не имам изгубено. Имам 460 долара. Чисти. И не планирам да ги кеширам. Много луги викат, брат, тай декември се бунат. Колко е това, тай декември и долар. Що знаете за декември? Те ти кажа така. Значи ти си сложил 1000 долари, 5000 долари, 10 000 долари, затова че аз съм ми кажал така, а нямаш време да вземеш да изтражиш. Луги, много мръзливи луги живеят в Македония. И затова не можеш да мръднете от мъртва точка. Че по-битно ви е кафа шема, оговарание и една глупа политика, исто да правите му бе толкова години и Сител, и Канал 5, и тия там шит телевизии, шо се. Или да гледате, например, информации за Dogecoin ви е направил милионер, Shiba Coin ви е направил милионер и там тия другите. Не ги ни става му глава да ги запомням на имовия, два тоти нон-стоп ме прашуват, за не ги става му глава. И ако имам профитирано от Denial, ще го имам купено само на 20 долари, ако ми се смея, го имам купено от 2016 10 000 коини и го имам сменено на профит. Знаем дека има такви како вас, дека се появат, че вируват да станат милиардери и го продадов и печелив 0.11 биткоин, не пари. 0.11 биткоин. И ќе очувам. И ќе направя много повече, отколко некој ще е инвестирал у Dogecoin сега. Значи ще е финтата. Финтата е вие, вместо да ми пращате мене не за информации, не за совет, за информации какво аз съм доел до това, вие там, тия милиардерите там, колко бевте, трилионери, не знам, що сте више станали, с вас мобет не се прави. Значи знаете само да провоцирате, да се смеете на Фейсбук, да плукате, ки те блокирам, не може више да гледам твоите обяви. Значи него се труде, и ако съм милионер, може да се уживам негде на Хаваите или на Майами или било дека и да не се занимавам с вас. Значи я гледам да споделям информации, линкови, кои ще не се общо корисни да се прочитат и YouTube канали. Разбираш, и на всеки съм до сега на 500 души, може да и повече. Може да и на 1000 души имам върна. 500 души имам върна само поръки. И може да и на 1000 души у коментари. И у разни групи имам върнано. Нели си имам са много луги слушнато. Значи за да споделям информации. И сега тия другите останатата багра, вместо да попита, они само знаят да плукат. И когато го видиш, ако ти изплука долу коментар, на Фейсбук автоматично дава кой други сите групи го е коментарал, да му ги читаш обявите, да му ги читаш линковите, да му ги читаш глупостите. Просто нямам време да ги копирам и да ги споделям сега, да се заядвам, да се карам. То е губение на време. Значи тия толкова просто размисловали с годините, какви коини сборото. То е много лесно да седнеш един, когато ти изплука, тия са мала бройка. Среке и когато ги пролистваш, що имат за 3 секунди, ки виж по кой групи се листали, па имам и за саат имам време потрошено, па и такви прати ми опоръка, повечето дни се прати ми опоръка, ки ти продавам биткоин, ки ти продавам етериум, ки ти продавам някои други коини, или ки ти кажем информация да ми платиш на плакета на луѓето тамо, нещо шо у Македония го има да си окупат самите. Имаш берза, нещо у Европа па тия най-интересни ми се по Германия и по Англия ще живеят, купували от някой македонец и наплатял там от 4%, 5%, 6%. У Англия имаш Coinbase, имаш Gemini, имаш и Binance, имаш и KuCoin, дори cex.io е английска платформа. Луѓе, изтържете, защо сте научени да вземете си ги давате парите на некой си съвсем там, що не го познавате, защо он продавал, он знаял от това. Луѓе, 2 секунди, YouTube, Google го имате. Не трябва ни мен да ме пращате. YouTube и Google най-више може да ви каже информация. Ако съм я станал милионер. Чиш лайки и да, има много лажни информации и линкови. Али с отего на време,
Човек, пробваш, тестираш, изтражуваш, читаш. Ти ако не читаш и ако не изтражуваш, ти како ги дојдеш до информации? После ти информации одеш на терен, па прошуваш луѓе. Ти ще събираш информации константно. Не да оговаряш и да плугаш само и да се смееш. Значи гледаш да го изкористиш. Много луѓе, аз съм изненадан Крипто Македония, браво, паметни дечки. Гледам ги имат шиткоини, си признава дека има шиткоини и признава си дека има загубено много пари, от кой покажав аз сметките. И вика, дай да се поправям. Значи има надеж, да се поправям, кой не ги купам. Супер, купил ги тия коини, ле, брат, направив толкова много пари. Таки направиш. Сега малко берзата я сруши работата, ама тия ще купия Кардано. Не си загуба. Има луѓе ще купия на 0,10, 0,20, 30 центи, 40 центи, на долар. Не се. Има мал дел имат купено на 2 долари 49. Много мал дел. И знаят дека ќе се върне. Значи више го свана Кардано. Кардано, гледате на трето место у свето. На светската берза за крипто. Си извинувам. Значи тоа тетър ще го гледате, тоа не го сметайте. Ще е на трето место. Тоа е еден амерички банана проект кој што до вчера нема доказ дека имат покритие за сите тия пари што ги има таму на компјутерот изонадено. Затоа ја верувам. Од тоа што сум го истражувал што е тетър. Затоа ја верувам дека ќе дигитализират целата таа светска економија. Секи биде преку телефон. Секи биде преку компјутер. Се. Комплетно се. Значи, тие што се смеете кога објавам дека еден биткоин ќе биде пола милион, значи прво ќе ви кажам, вие не се разбирате о економија и не се разбирате о инфлација. Значи, вие не знаете што е биткоин, не знаете што е инфлација и што е заедничко меѓу биткоин и инфлација. Колку биткоини постојат на светот и дали може да се креират други. Прво не знаете до кога ќе биде ископан последниот биткоин и второ тактички што ви го слив у групата видео на мал дел, гледаш другите не примети, ама мал дел проценивте добро, пошто тоа е добро, следете детали. Значи има луѓе кои што пратат детали, значи кои ви кажав дека 2008 година сум чул за биткоин. Значи биткоин. Биткоин што е? Биткоин не е име. Биткоин е нешто што беше прво, милион други имења имал, 1988 прв пат излава, тие whistleblower, прв пат излава нели у јавност и намерно после тоа, не, 1986 мислам излегнал, ама 88 еден од тие познатите кој беше Вашингтон Пост ли беше или Нью Йорк Таймс, не се сеќавам, го објавува, мислам дека беше Вашингтон Пост, сега да не херекирам. Сега баш ќе видам. Не можам да видам страме да не го прекинам видеото. Значи, што беше финтата? Значи, они го пуштат тоа у јавност, то се вика дежаву проект. Значи, човечка мозок ќе го види, ќе му лезе длабоко тоа и они полека ги имплементират работите. Како со биткоин. Че 12 години го забрануваат, ќе ве затвориме ово, гледа го денеска имплементирани ни сите институции. Во Америка плаќаме данок со биткоин. Значи, бираш у повишето стейтови, дали долари, дали биткоин. Зар ќе пропадне тоа? Нешто што зема данок у него. Значи, ќе пропадне ли? Нема шанси. Значи, они си играат со тоа дежаву. Значи, после го менат, најнормално нема да го стават Феникс Коин да се вика како што е бил 1988. Значи, ако сте читали масони и илуминати, тие ще го контролират светот, за вас е уште теорија на заговор. Значи, убаво удрија за некем да ударам на теорија на заговор, значи алгоритмот му ќе ми го бутне видеото, како што ми ги бутал преходно, поврзете зашо не ви треба кеш и кога ќе опипнеш со вирус, кога ќе опипнеш кешо, се пренаса, нели? Значи кеш треба да нема. Значи кеш е ризик. Сите гледате нови картички имат тие што нели старците заради нив е тоа, уште не сакат да ги сменат за преку телефони да плаќат, значи имат чип кој што оддалеку, нели? Тит направи за да направи трансакција. Значи контакт фри. Што е толку тешко да го поврзате тоа? Многу лесно. Многу лесно, ама у Македонија е тешко да поврзате, вие немате контакт со такви суми за картички, нели да гледате народот како плаќа, или како народот се буни дека не ќе со кеш да плаќа, плашеше заради тај нели вирус. Да не го спомнам, нели ќе ми го избришете тоа видео, алгоритм има кој што прати, нели што кажеш и го прочешлува. Значи почнете да ги поврзувате работите. Нешто што 12 години е присутно, не може да биде уништено така. Погледнете мене. Значи, мислите дека сум изгубил пола милион. Не. Не го докажав тоа, значи, јас кога ќе дојде декември и измеѓу јануари, пошто таа година кога ќе треба да биде таа експлозија и после може да има корекција или не знам дали ќе продолжат, ја не планирам да кеширам. Планирам да мала сума, скрос мала сума, нели, да имам, ако купувам некој апартман, нешто што планирав да купам за зависно дека се преселам.
Значи апартман, може да няма ни да го кеширам. У Майами можем да го платам и у биткоин ще се вика, ама така се вика кеширам. Значи планирам, ако отиде то нали, толкова горе, значи планирам да го сменам, ако има опция да го сменам право за някой друг коин, кой ще го знам дека е паднал зависно нали, да го изигравам. А ако няма таква опция, значи тогава може само да го кеширам от дигитална форма, да го държам на берзата за по-слобно да го купам назад. Нема да го кеширам, много луги се бръкат, например, вика брат, бе, продадов биткоин и ми ги няма парите на картичката. Значи тия луги не можете още милион пати пробав да го обяснам. Значи от дебитната картичка, ако прехвърляте, то е една банка, ако прехвърляте парите, вашите пари са от друга банка. Че това криптобанка. Не криптобанка, фактически банката, която ще ги има тия долари. Значи вие, ако ги играете тия коини, тия долари стоят там. Ако ги извадете, значи ако ги withdraw, ако ги извадиш от 3 до 7 бизнес днена, тогайки ти легнат на сметка. И ги имаш тия пари. Не дека леле брат, изгубив ги продев за $1000, няма ги $1000 да стигнат. Няма ги за то, защото се на берзата. Че како не можеш да копчете 2,2, дека ти първо с дебитна си ги префърлил на берзата, за да ги играеш. Ти не си директно купил. И ако има опция, нели, акаунт, банк акаунт, ако повръзаш директно, нели, без да ги префърляш, директно ги взима от банк акаунт и директно може да ги върне назад. Значи, луѓе, семейте, стражете, прочекайте. Не чекайте само и аз да ми пишеш детално, леле брат, що да правя, леле брат, изгубих ги парите, само колко ти плачат опоръките. 99% само колко ти плачат. Смета, я трябва сега да вземам на всеки посебно там, колко души ми пишувате, да ви смирувам. Бебиситър да ви бидам. Значи злоупотребвате ми го времето со глупи прашања. Наместо да прашаш брат кой коин, кой волет, нели тоа се прашања. Вие ми кукате, леле брат, изгуби парите, што ги правя. Па нели до вчера бевте спремни 2-3 години да ги држите парите, не ви требат. Значи да не ги повторам сега, нели, у круг да се вртам со истите тоа. Земете, издржете што купувате и што правите. Земете, издржете, пробај на 10, 20, 30 долари. Пробај да ги ставиш, да ги извадиш, да ги трансферираш, пробај биткоин да го преместиш от sex.io да го префърляш на Binance, нека ви чарджи, ама имаш изкуство, по-добре ви да го пробвате това на 50 долари, отколкото да го пробвате на 10 000 да го пратите на непостоячка адрес. И милион пъти им пишете, брат, забрави го пасворда, що да правя? Я да ви личим на customer support. Значи, ти си станал милионер, а ти пасворда си го забрал. И утре на Cardano, ако го забравиш пасворда, там кой то прави. Той е 100% децентрализиран проект. Там няма кой да ви го рестартира пасворда. Ай на березите, за това викам, луѓе, држете ги на березите до екстанови, за да сванеш какво функционира това. После ги вадете. Cardano го дават на Binance. Дават го тази стейкинг реворд. Дават го дори некои ще повише. Имаше за да ги привлечат сите нели, на Cardano да го държат на Binance, беше най-скъпо до 20%. Cardano волето дава 5 до 8%, Binance даваше 20%, замисли си, за taj месец, мислям, дека бяха го пощили, нали, за да привлечат че малата сума на пари ги държете на Cex.io, все още не е нова платформа. Може да и не е нова, ама не я толкова знам. Може от Македония да ви биде почетна, защото на Binance и на KuCoin не ви дава да ставате дебитни картички. Милион пати ме прашувате, леле брат, защо не бива, ви кажа, Cex.io, купуваш со долари, менеш от биткоино, па дури и етириумо, зависно taj коин шо се продава, го префърляш, да не се сбъркате, нели, с USDT да го играете, да го префърляш биткоин от Cex.io, да го префърляш на KuCoin и на Binance, то е таткото. Там не ви трябват долари, не ви трябват дебитни кредитни картички, со него може да ги купувате си до други коин. И ги държете на тия берзи. Ставете ги на стекинг и уживайте. И ги чувайте. Не ги въдете. Брат, крирав на Binance, крирав на KuCoin, сега волето дека ми е. Всекой страшна работа, човек. Страшна. Едно видео нямате гледано, че ме прашувате това прашане. Значи самия Binance и самия KuCoin ви нудат без пари волети за сити тия коини. Що се губите, що се сбъркувате? Не може да разбера. Вземете и стражете. Не е само да прашувате глупи прашения, да прашувате виж. Че виж глупи, комплетни глупи прашения. Вземете, гледайте видео. Тия сите ще ги постирам, ги имате у Кемени плюс, ги имате у видео, кои експерти ги пратам. Тия луѓе се по 12 години у крипто свето. Се мултимилионери. Ама те кефи е я от нив имам инспирация. Гледаш, милионери са, ма кефи е, те гледаш. Да излезе явно си да го споделя това видео. Да го споделя това видео. Со вас да ви даде информация. Плюс граде една база на луѓе освестени, кои ще улагат от тия технологии. И кои ще се будат и ги държат и стануваме по-мокни от тази сектор.
Ще вземете и стражете. Значи, той ке гледам, нели да него видеото правя му повече от 30 минути. Пишете ми, например, ако ми пише друго, здраво, шо правиш? Добър ли си? Значи, 50 поръки, здраво, после отговорно, шо правиш? Добър ли сте в Америка? Брат, ти колко плата вземаш в Америка? Брата, ти колко коин имаш? Другари, комплетно балкански менталитет. Значи пишуваш, брат, реферат, не е проблем да го прочитам. Бам, брат, интересираме за тай коин, тай волет, що мислиш за лозо? Я гледате, више рад се ме заболея, пишувайки, че снимам, вие не ми снимайте, снимам и ти отговоря много по-бързо. Защо пишувате такви, брат? Ти отваряте ли ми си, шо мирц? Хай, аз лапъла се кобеща. Да, луги, жите себе. Потребете мозък малко. Значи гледай, сега в Америка колко е сад? 2 сада. Сеям до Сабайля да ви отговорам. Кой друг политичар, брат, ще го ранете там от вашите пари с отданък, не е седнал, не ви се явил да ви обясне. Доктор ще му плакете, не ви е обяснил за вашето здраве и за банките ще идите, банката ке ви спадат копартали, няма толкова време да си отгубят времето с вас. Ай вземете го на банка, отдете 10 дена подред, ке ви свърдат божи партали. Значи, тия ще плукат, не се кирайте. И не им пишувайте, брата, не се замари. Имам време, имам пари, ке се замарам, имам време да й отговорам и на хейтерите. То има и други луги читат. Ако ги оставяш тия хейтерите да хейтат, много луги може да го, како тая вика, брат, читав ги само тия негативни коментари, мисля дека си някакъв обаджия. Накрая вика, ако ти ги изгледа в 9 видео, сванав дека си добър човек, сакаш да споделяш информация. Луги от полиция, от войска, доктори, от разни факултети ми пишуват за замисли да споделям информация. И това ми е чест. Замисли кой калибър на луги се разбуди и ми трябваше информация и замисли си. Значи, и то паметни луги. Шо изтражил, шо прочитал, шо просто едноставно едва чекаме един ден да се видим с унив на кафе да правим обед. Че огромна бройка на луги има, нели от тази сектор, шо знаят да направят обед. И криво ми е дека не е време нели да изсеяваме да ги слушат. Амо Майами, ако се преселям здраве, по ще сеям планови, ке се слушнам с тия луги и ке споделям информации. Много луги ме тражат и за интервюа. Витувам дека ако ке завършам тук някакви връзки от Сиетъл, нели имам продажба, гонам някакви документи за кола, по банките още не е нели, тук още някой път трябва да идеш до тази банка, али той се смене. В скоро време ке да се преко телефон и преко компютър. Няма потреба и от дома да излезете. В най-скоро време, че досите, значи пратете го моето видео, не ми трябва на мене прегледи колко ке гледат, мене ми трябва за лайк, не ми трябва и за пари. Че ако направим я пари от YouTube канала, тия си пари ке бидат донирани. Да знаете, споделете го видеото, ако не некому трябва информации и да си направим обед на тема крипто. Това е моята цел. Чао!